Почитувани представници на медиумите, почитувани представници и раководители на општинските воспитно-образовни институции. Денешната пресконференција е свикана по пролонгираниот старт на новата учебна 2020-2021 година во услови на пандемија од COVID-19, а од аспект на запознавање на пошироката јавност за тоа како е организирана и како се спроведува наставата на ниво на општина Крива Паланка. На почеток морам да изразам јавна благодарност до директорите на основните и средното училиште за вложениот напор за обезбедување на сите неопходни услови за старт на учебната година со физичко присуство на учениците. Во изминатиот период беа одржани поголем број на состаноци на ниво на колективи, совети на родители, состаноци со локалната самоуправа. Одлуката на сите засегнати страни и на советот на општината беше дека наставата со физичко присуство е посоодветна и ќе даде подобар резултат. Во моментот имаме обезбедено оптички интернет во сите училишта, а претходно направена детална дезинфекција на просториите и се набавени доволно средства за дезинфекција, маски, термометри, пунктови за дезинфекција и организација на кадар кој ќе следи состојбата. До моментот во сите три училишта е инвестирано вкупно 769.000 денари во средства за хигиена, маски и друга неопходна опрема. Напоредно на тоа, во сите училишта се инвестираше во оптички интернет, компјутерска технологија за наставниците и учениците за непосредно следење на наставата во вкупен износ од 2.581.755 денари или во средното општинско училиште 1.811.775 денари, во основното училиште Илинден 370.000 денари, а во основното училиште Јоаким Кршовски 400.000 денари. Сепак, одлуката на владата и комисијата во Министерството за образование и наука, која што ги разгледуваше пристигнатите барања, донесе одлуки со кои во дел од училиштата беше дозволено физичко присуство на учениците, а во дел од училиштата наставата мора да се спроведува онлайн. Во моментот состојбата на локално ниво во Крива Паланка е следна. Во основното општинско училиште Илинден со физичко присуство 293 ученика ја следат наставата, додека онлайн се 326 ученици. Во основното општинско училиште Јоаким Кршовски во моментот имаме 309 ученици со физичко присуство и 516 се онлайн. И во средното општинско училиште Ѓорче Петров во моментот имаме 131 ученици со физичко присуство и 547 ученици ја следат наставата онлайн. Или сумарно, на територијата на општина Крива Паланка во основните и средните училишта имаме вкупно 733 ученика со физичко присуство и 1389 кои следат наставата онлайн. Дополнително на ова, секојдневно се прават напори да се добие дозвола и согласност да бидат вклучени поголем број на ученици со физичко присуство. Имено, комбинираниот начин на изведување на настава, кој што го даде како предлог средното општинско училиште Ѓорче Петров, но и адаптирање на соодветни услови во основните училишта, можат бројката на ученици да ја зголемат за 252 кои што наставата би ја следеле со физичко присуство. Нашите напори ќе се стремат кон тоа да обезбедиме колку што е можно поголем опфат на ученици за следење на настава со физичко присуство. Сепак, безбедноста и на наставниците и на учениците треба да ни биде на прво место. Ние ги почитуваме сите безбедности протоколи донесени од владата и Комисијата за здравство. Образованието на младите и нивната безбедност се наш врвен приоритет. Ви благодарам.